Па јас ве вклучив во политиката. Признајте. Ѓорѓе. Признајте. Ѓорѓе. Овој дуел пред 10 години го одбележа почетокот на председателствувањето на Ѓорѓе Иванов. И по преземањето на функцијата во мај 2009 Иванов беше често присутен во медиумите, но не со државничките изјави, туку со гафовите. Тоа е разумен компромис. Не можам да ви објаснувам. Сватете го. А со председател Обама си се поздравивме, намигнувајќи бидејќи бевме бев на најблиската маса до него и така што се поздравивме. Затоа што нема ништо поуспешно од успех. Например, тоа беше примерот кога Ширак беше председател на Америка, тој дојде на таа функција од градоначалник на Париз, без да Предизвиците. Така што и Шеговитиот дел од кариерата го заврши во вториот мандат, поточно во април 2016 кога прогласи општа аболиција на сите осомничени на специјалното јавно обвинителство. Па така одеднаш Ивановата духовитост се претвори во председателска трагедија. Неговата аболиција го означи почетокот на шарената револуција, а потоа јавноста се занимаваше со неговото противење да го испочитува уставот и да ги потпише законите кои ги донесе собранието. Наместо водач на државата, јавноста го оцени како послушник на ВМРО ДПМН. Мора да се напомене дека сите обраќања на председателот поминаа без почит кон јавноста, освен она на кое го правдаше својот кабинет од сведочењата за 27 април. Тогаш Иванов им приреди вистинско изненадување на новинарите. Остана да одговара на прашања. Ве молам сега кој има прашање да постави. Почит за јавноста само непосредно пред истекот на мандатот. Сепак, ако сакаме да дадеме приказ за тоа како Иванов ја представуваше државата, би се послужиле со неговите зборови. Како космодиск, може би изгледаше шашаво, ама сепак функционираше. Наша демократија е ко космодикс демократија. На некого може шашаво му изгледа, али Македонија функционира.